Ново телевизиско интервју на Република, ја имам честа со мене во студиото да е првиот носител на признанието спортски амбасадор на Република Македонија, најголемата фудбалска и спортска легенда од Република Македонија, кој што нема спортист во државата или спортски работник, кој што не го знае Антон Дончевски. Господине, добре дојдовте во студиото на Република. Благодарам. Ми направивте чест што дојдов тука, меѓутоа и јас се радувам, бидејќи Република од време на време ја добивам во Мелбурн и сум многу задоволен од објективноста на вашето пишување и се разбира, тоа е многу корисно и со многу пораки. И критики, меѓутоа и пораки. Така да, за мене овој магазин е еден од престижните. Ви благодарам за убавите зборови. Најголемите успеси на репрезентацијата на Република Македонија се токму поврзани со вашето име, со името на Чичко Дончо, популарно, прв селектор по самостојувањето, златната генерација на Вардар исто така беше под ваше водство. Може ли да се навратиме малку пред да дојдеме до, признанието кое што го понесовте како спортски амбасадор на државата? Па ја да се надоврзам на вашите зборови, тоа е. Мислам дека треба да спомнеме, еден сум од последните мохиканци што се вели во фудбалот според годините, или учесник во сите значајни, престижни постигнувања на Вардар. И после, секако, со фудбалската репрезентација на Македонија. Од 1961 година бев учесник во освојувањето на Купот на Југославија бивша. Потоа би рекол 86-87 година бев на чело на онаа златна генерација, така наречена и според резултатот и според постигнувањата што бевме шампиони. Некој сакаше да се поигра со спортот, со законитостите на спортот. Некој сакаше политички да ја земе, да ја украде. И мислам дека тие крајно безобразно дрско постапија и требаа да бидат задоволни што не ги вратија у втора лига или да ги расформираа, ама голем партизан беше. Меѓутоа, во Италија, Јувентус, знаеме, за такви работи го вратија назад и Торино и насекаде. Затоа и сега би се надоврзал на тоа. Тој момент, тие што сака арамиите да го освојат тоа прво место, мислам дека беа причинители за кинење напорите на Југославија и одвојувањето на републиките, дојде моментот кај што требаше да се освестат спортските работници и сите дека понатаму така не оди. Оти ние, додека такмичевме таа прва лига, они на почеток на првенството ќе седне Белград или Загреб, ќе се договорија кој ќе биде прв, кого ќе вадат од прва лига и мислам тоа еден ден мораше да дојде и тој момент дојде точно со Вардар. Така да УЕФА и ФИФА тие малверзации ги осуди, не ги припати и ни дозволи и не прогласи нас како први шампиони на Југославија и следствено тоа ние игравме со до тогаш трикратниот светски првак Португалија и тоа беше нашата сатисфакција што бевме признаени како спортски фудбалски прваци. Меѓутоа сакам да се надоврзам. Арамилукот и ден денес постои во Партизан. Они се свесни, цел свет ги осуди, Европа и светот ги осуди и свесни дека тоа е украден пехар.
треба да има трунка доблест, тој пехар да му го вратат на Вардар. Оти Вардар го освои на спортски начин. Погледнете ги резултатите, што ги постигнавме ние со таа така наречена четворка. Ние сме во позитива, со сите. Епа, многу тешко тие што се научиле на нечесен начин да освојуваат и купови и првенства, не можеа тоа да го прифатат и продолжија да се служи со такви нечестни работи. Тоа мора да окажам, оти се уште тој пехар припаѓа на нас, на нашата генерација, на наш Вардар, на наша Македонија. Значи, таа кражба треба да е и неправда, да ја исправат и да пратат луѓе тамо на еден начин да се извинат на Вардар и да го предадат пехарот. Тоа е што сакам да кажам. Меѓутоа, веројатно, по заслуги и моето работење, впрочем речено, 12 години бев фудбалер, 35 години како професионален тренер, јас. И не сум нескромен, би сакал да потенцирам дека јас сум единствениот или голгетерот на Вардар или во Македонија што има постигнато 217 гола. Ако почнете да ги броите тие 217 гола, мислам ќе ве заболи устата, а камоли да ги давате. И тоа јас, само да се надобрзам, јас играв како бек во првата југословенска лига со Вардар. Меѓутоа дојде еден надпревар, кога бевме веќе у четврта зона, игравме со моја брегалница, впрочем татко ми е Штипјанец, мајка ми Кавадарченка. Кога Джина Симоновска немаше избор кого да постави центарфор, бидејќи Миле Миланов и Војчо Димитровски, на таа позиција не може на тој надпревар да настапат и Джина во моментот вели, па како дојде во ситуација да нема кој да ми игра центарфор. Ја така скромно дигнав два прста да го замолам мене да ме стави. Тој беше децитен, јасен. Оди тамо, бе ти не си за центарфор. Ја го молев, пушти ме, Чичкоджина, пушти ме да играм. Сакам и голови да давам ја. И на тој надпревар постигнав 4 гола. Да не го споменува првиот, беше неспортски, крајно неспортски, меѓутоа детска работа. Бев многу млад. Радоста ми беше голема, не можев да се контролирам. Дадов 4 гола, победивме со 7-1 и мислам дека Андон Дончевски се роди како центарфор. Но вие се одолживте на Вардар. Секако, јас сметам дека се одолжив на Вардар. Така, Вардар го гледаме денеска како сигурно гази кон пласман во групната фаза од Лигата на шампионите, нешто што сите влюбеници во спортот го посекуваат, не само фудбалските, воопшто сите фанови на фудбалот во Македонија. Како македонски фудбалски бренд со кого Вардар ги доживеа неголемите успеси, може ли овој дел да го искоментираме, да речеме влезот на свеж капитал, почетокот да се работи под европски и светски стандарди? Секако тоа е основата на успесите. Благодарение на Андреј Самсоненко, Вардар добил услови што се европски стандард. Јас, да ви кажам, толку се радов, имав и солзи радосници што доживеав да видам просториите и функционалните простории. Мислам, просториите на хотелот и тие функционални. Спортските комплекси и терените. Тоа е нешто неверојатно убаво и тоа сакали или нечеле ние мора да сватиме дека тие ќе бидат еден од условите да одиме понатаму, а и самите фудбалери под тие услови под кои работат
ќе постигнуваат добри резултати и веќе оној комплекс што го има досега. Да бидеме многу искрени во моето искажување. Овие услови што ги има Македонија, тешко можеше да даде клуб, работнички или Шкендија, да речеме, што може да се задржи или да игра во групната фаза. Меѓутоа, сега со овие услови сметам дека Вардар ќе се врати на оние позиции 86-87 и дека ќе биде на едно ниво каде што рамноправно ќе се такмичи или надпреварите негови ќе бидат на едно високо ниво, а чим се тие на високо ниво, тоа значи дека ќе можеме и во Европа. Ако зборуваме за Вардар, мора да ја споменеме и репрезентацијата. Вие бевте човекот кој што ја поведе репрезентацијата од осамостојувањето, па може ли да направиме една паралела, една споредба сегашната репрезентација со тогашната репрезентација? Тогаш работевте со големи имиња фудбалски, признати во светот: Панчев, Најдовски, Савевски, Стојковски, Ѓуровски, ред други. Па да ви кажа, споредувањето резултатски не може да биде на една такво ниво. Тоа значи тогаш настапија фудбалери кои што ми игра претходно и додадов од внатрешното, од другите клубови добив. Селектирав фудбалери. Каква беше атмосферата? Како беше целиот тој поттик да се работи? Па, тоа од мене ќе почнам да кажам. Јас бев воодушевен од тоа што ме назначија за селектор на репрезентацијата. Макотрпен пат, преку трња одевме, околу селекцијата, околу фудбалерите, околу концепцијата, околу доаѓањето таму. Немавме ни дресови, а 6 месеци не добивме ниту една марка. Меѓутоа, тоа не беше пречка ентусијазмот да се задржи кај фудбалерите, желбата Македонија да излезе во Европа, Македонија да ја видат и со квалитетни фудбалери, кои што и сакаа во Европа да одат, и јасно тоа беше начинот на кој што ќе можат и понатаму да играат во поголемите клубови. И сега, тие резултати, или споредувано со тие величини, не беа на едно такво ниво на кое што можевме да ги имаме. Меѓутоа не издувавме на пречки, на почетокот игравме. Немавме дозвола да играме пријателски надпревари, па после ни дадоа бар пријателски, па после ни дадоа пријателски со дозвола од УЕФА. И почна тимот така да се комплетира, да го спомниме таму, нели, Крањ, отидовме фудбалерите ние да му покажеме на Европа дека и Македонија има јунаци, дека има фудбалери кои што се кадарни да бијат битка и во Европа. Меѓутоа, дојде тој прв надпревар со Данска што го имавме, 1:1, 1:0 водевме, со на Митко Стојковски голот на почетокот, потоа во 47-та минута Дарко Панчев направи испад, неодговорен, крајно непрофесионален, ја оштади и репрезентацијата на Македонија да игра без еден играч 42-3 минути. Епа, дозволите таа репрезентација на Македонија која што до прва требаше да се појави, до прва требаше да собере искуство за да може да се носи рамноправно со европските репрезентации, немаше толку сила, нели?
И во 86-та минута го примивме голот, 1-1. Ние бевме задоволни, меѓутоа, да не заборавиме, 3 бода е едно, а друго е нерешено. Ентусијазмот со победа е еден, а со нерешено е друг. И понатаму почнавме да ги играме надпреварите според распоредот и имавме пак едни ниски удари од страна на УЕФА, од страна на јужниот сосед, не кочеше на секој чекор. Во Брисел ни беше забрането песна, химната и знамето да ни се вее тамо. А биевме битка ние на чело со мене, не сакавме воопште и да играме. Бидејќи не третираа како вие. И кога го прашав ја контролорот со кого ќе игра, Белгија со вас. Па кој сме ние, викам, имаме име. Со вас, со вашата репрезентација, тоа не може, викам. Како ќе му кажете на тие гледачите што се дојдени, 54.700, дојдени таму, вие како ќе не објавите? Нели треба по нормите и да има или знаме или химна да се пее. И вика, тоа не може, ако не може и нема да играме. Тој вика, чекај, кој си ти? Јас сум тој, вика. Мене можете да ме казнете до животно, ама таа публика од 54.700 гледачи нема да гледа надпревар. Јас сум жртвата за Македонија, ама тие нема да гледат, па нека ве прашуваат зошто и како. Сакам да кажам, излезе Белгија многу фер, рече, ај, знамиња и ние нема да ставиме, химните ќе ни се пеат. Прифатиме тоа, прифатиме, јас. И излеговме надвор, предходно Илија Атанасовски, Господ да го прости, златен човек, ги организира сите што беа дојдени од Европа на тој надпревар во Брисел, со знамиња без стапчиња, ги организира како што е вообичаено на гостинската репрезентација и даваат дел од заради заштита дел на трибините таму, така да е изолирана од другите фанови. И почна химната, ние свртивме грб на Жак Делор, беше тогаш на Европа председател. Си пеевме химната, си ја пеевме и знамињата наши се веева таму. И како што знаете, тој надпревар беше, примивме гол, па биевме битка, па дадовме еден, би рекол, гол неочекуван. И еден одиграме така да се случувавме со многу непријатности. Така да тука исценира, тој е еден од Кипар, јас сум бил тренер таму, ги познав добро. Наводно го удриле, па паѓа у несвес. Глумец еден тоа не може да направи, ама кипраните можат грците. И не казнија, играме без публика, јасно, нема стимул, нема амбиција, нема кој да ги покрене фудбалерите. Изгубиме со Белгија и така горе-долу не завршивме на оноа место на кое што очекувавме и на кое што се надевавме и за кое што бевме спремни. Во фудбалот е така, амбициите, желбите, можностите се едно, а резултатите се друго. Но сепак го одржувавте духот во репрезентацијата. Вие го одржувавте духот на репрезентацијата. Ги бодревте, многу специфично ги бодревте фудбалерите. Одма ќе ви кажам, тоа има позадина. Една позадина за која што фудбалерите, ќе ви ја кажам и вам, беа така подготвени да настапуваат на тие надпревари, ама од Вардар фудбалскиот клуб. Кога ме постави 86-та година, како тренер,
главен тренер на Вардар и со великаните. Мои помошници, Кочо Димитровски, за мене најдобриот фудбалер во Македонија, Мето Спасовски. Јас тогаш на председателот му предложив дигресија да направам. Мојата генерација како фудбалери и после како заменик на тие тренери што беа од север што доаѓаа, јас ги знаев. Меѓутоа, многу од фудбалерите не знаеве кој е Јане, кој е Даме Груев, кој е Гоце Делчев, Петар Попарсов, Димо Хаджидимов, Ѓорче Петров, Веле Марко, Пере Тошев. И кој ќе ги прашував, јас ги тестирав. Викам, ајде да ми кажете кој се што се. Децата не знаева. А ќе прашам, а кој е Август Шеноа? Знаат кој. Па си викам ја, како тоа Август Шеноа ќе го знаеме, Прешерен од Словенија, за своеве луѓе да не знаеме. И му рекол тогаш на председателот Стојан Чамински, врсници, му викам, Столе, во прашање моралот, ние сме на дното. Толку сме задоени со туѓа историја, на својата, бидејќи не се ја знаеме, и ние сме амбициите, не знаевме у кој смер да ги упатиме, и викам, јас вака. Столе ќе ми дозволиш, ја ќе ги земам сите фотографии, ќе ги наредам на закачалките таму кај што ни беа во Вардар. И викам, ќе почнам со нив така. И ги прашувам кој војвода, кој, од каде, што правели, како правели, и тоа перманентно им го правев. Постојано им го правев на изборување, да не речам 5 минути, 10 минути пред тренинг, запознавање. Веќе моралот почна да се крева. Кај сите фудбалери, да речем, кај Илија Најдовски, Густав Петогуле. И ја него викав, ајде Илија, туку ајде Питу да видиме сега јунаштината твоја. И кај други бе таму, и Гоце Делчев и сите. Така и Гоце Делчев стоеше на врата, со обликувалници се разберува во Скопје кога играме, и секој на излегување мораше да го додирне Гоце Делчев, да знае дека играме за нив. Ја викав, тогаш они биеле битка за Македонија, сега ние биеме битка. Арно, ама околу тие војводи што ги турив таму, горе, со помал формат на фотографија, беше и Ченто. Тоа е 86-та година. Ченто таму, и по една пригода доаѓа председателот Стојан Чамински, благороден човек, а вика, Донче, бе, ти и Ченто си го турил тука? А бе, Ченто, бе, викам, бе, Столе, па, тој е наш човек, викам, како да не го турам? Па не ги личи овие други, ако и Ченто нема, тој и настави нивната борба. Абе, вика, ќе настрадаме двајцата, ти Столе не бергај. Ако дојде во ситуација некој да страда, рече, не знам, ја еве ви го Дончо. Па викам, отишле, многу мина и ја ќе отијама во прашање Македонија. Значи, таа преродба, моралната преродба, беше многу позитивна, многу успешна, и тогаш сите се вклопија во желбата за афирмација на Македонија, оти не постоеше ниту еден надпревар. Порано им викаа, да пазите децо, да не примиме 5-6 комада, 3-4 комада. И ние, и јас кога играв, кој ќе се вратим, или кога бев после као помошник на тие тренери, ќе изгубиме со 3 или 4 разлика, и ние пееме песни, дури жили веќе. Ти ни испукаат, оти не примиле 5-6 комада. Не можеше така да оди тоа. Тогаш ја им вика, сега ќе одиме таму, да ги победиме.
Они почнаа да веруваат во нашите сили, во своите сили и затоа ние надвор кога одевме и со таа така наречена четворка југословенска, ние имавме позитивни резултати и тоа е еден од показателите што овие арамиите од Партизан не можеа да го прифатат едни македонци од Скопје да ги победат и да ни крадат надпревар 2-0 водевме во Белград и разни режии таму, да ми бркаат 3 играча, да ги изнервираат фудбалерите и да сакаат да излезат, меѓутоа ја ги остави на терен, така да сакат и 2-2 завршиме. Многу премрежје во Вардар помина. Со кревањето на моралот продолживте во репрезентацијата? Секако. Да ви кажам, секако ќе ви го кажам, ми лежи на срце. Ние на подготовки одевме во Силекс, во Охрид, репрезентацијата. Во недостаток на средства, таму Зинго не прифаќаше. Еден ден Зинго седи замислен, и јас во собата и му викам Лупче, што се замисли, кој знае шо гајле имаш? А он ме гледа, ела бе, вика, симни се долу. Се симињам долу. И вели, ја му викам, Лупче, шо си се загајлил, бе, ова некој големо гајле. Абе, вика, Дончо, оде да ти кажам. Што е, вика, ми се јавио, а предходно стануваше збор да играме пријателски надпревар со Албанија. Вика, ми се јави главниот од Скопје и ми рече да не се игра утакмицата, оти може да се изроди нешто. Тетово да не се игра на друго место. И ја му викам, добро бе, Лупче, за кое Тетово зборуваш? Да не играме. Абе, ова Тетово, вика, слушай шо зборува. Абе, за наше Тетово? Абе, тоа наше. Ебе, како се, у наше Тетово да не играме? Па така, ќе идеме да играме без тоа. Абе, јунаци ви сега, моралот е на висина, ќе ги видиш кој ќе влеземе на терен. Та сакам да кажем, одигравме еден надпревар, 5-1 ги победивме. Почнува подемот. Моралот се крене. Значи, нема домашен надворешен терен. И веќе беше јасно дека тие фудбалери, моралот беше наведен, бевме инфериорни, па после супериорни станавме. Така да репрезентацијата така се калеше, владееше другарството многу, сите беа, би рекол, единствени, беа послушни, нели, и јасно дека единственоста во колективот дава резултати. Чичко Дончо, простете, разговараме за моралот во Вардар, разговараме за моралот, подигнувањето на моралот и борбеноста, борбениот дух и во репрезентацијата во ваше време, би рекол. Може ли сега да зборуваме за сегашната репрезентација и за нејзините можности? Значи, јас, додека ја водев репрезентацијата, имавме релативно добри, секојаш треба селекторот да смета и да биде на тоа ниво кај што самокритичен да рече, па и повеќе можевме. Тоа мора да биде он на таа висина. Да не биде со едно мислење дека тоа што ќе се случи, не. Има едно сивило кое што со години ја следи македонската репрезентација. Има ли капацитет да се врати репрезентацијата на патеките на успехот кој што условно вие ги поставиште? Јас мислам дека има. Во овој момент, сега како што е репрезентацијата, нема резултати. И јасно е, во секоја репрезентација има осцилации, добри и послаби. Во овој момент нашата репрезентација, би рекол, не постигна резултати кои што ги сакаме, кои што можеше да се постигнат, влијаева многу. Да
така моменти. Меѓутоа, ја не сметам дека оваа репрезентација и ќе се закове на ова место. Туку овој облак темен ќе помине и дека добрите резултати допарва ќе дојдат. Никој да нема страв, никој да не се појавува спасител. Месија сега да ја спасува репрезентацијата, резултатите, а да му сечат глава на председателот. Така, актуелен е иницијативен одбор за спас на македонскиот фудбал. Се започна бомбастично, биле подпишани големи фудбалски имиња, сепак некако како да спласнува таа работа. Одма да се разбереме. Од кого треба да Кој се се спасува тие? фудбалот? Тоа ми е прашање. Прво јас сакам да речем, тој иницијативен одбор, тој за спас, поарно да си ги спасат душите. Оти тие се на погрешен пат. Ако видиме која води таа акција, ќе видите дека тоа се луѓе кои што не се кадарни, да дадат поголеми резултати, а да критикуваат. Ајде да видиме нивното педигре. Кој си тие? Слушам ја тамо, еден, друг, трет, некој поранешен тамо, што бил секретар у Вардар, бил у ФЦУ тамо, у цементара, сето тоа. Да ги води едни величини. За мене е несватливо како можеле тие луѓе да наседнат, еден лош израз, да наседнат на тие негови амбиции кои што се иреални. И според оноа што гледам и на Фејсбук, и што ми кажуваат дека многу мина кои што воопшто не учествувале во таа нивна намера на акционата. Група ли е тоа? Шо е тоа? Не знам. Иницијативен одбор. Иницијативен одбор. Во тој и многу мина од, би рекол, честните фудбалери кои што мислат добро на репрезентацијата, добро на Македонија, велат, даваат деманти. И Кочо Димитровски, и великанот Арингов. Пишани се таму луѓе кои што и не чуле за тоа. Иницијативен одбор. И многу мина откажуваа дека не е вистина, нивните имиња се турени. И ако може да биде малку и безобразен, би рекол Арно и господа Чуна, од умрените луѓе не собрале потписи, да кажа дека и тие се за кого ќе владат од репрезентацијата. Па имате златно дете, па имате организација прва класа, па резултати нема. Па нема. Па ќе има. Така ли се крива духот? Ами сигурно. Па и јас сум губел над превари со Варда, па ќе речем, идеме на наредниот, ќе исправиме грешката. А шо правиме ние? Ако вака, после секој изгубе надпревар, сечиме глава на луѓето. Па шо ќе излезе? Кој ќе се нафати да работи таму? Затоа мислам дека не е на место ова тој иницијативен одбор за спас на фудбалот. За мене малку смешно, малку спортски речено, не малку, туку крајно некоректно. Некои си периферни луѓе да се јавуваат спасители на репрезентацијата и македонскиот фудбал. Па да видиме тие звучни имиња, ако се така и тие учесници во тоа. Па што покажале? Да ти кажам една работа, Чичко Дончо, така е скроен и така ќе остане. Не ми вика, јас можам ова да го направам. Јас можам тоа да го направам. Ја можам да направам репрезентацијата. Латинска поговорка вели. Ево го Родос Рипај.
хик родос, хик салта. А не јас можам и што можеш? Абе, покажи го тоа што го можеш. Па зашо не се влеко? Јас сум 35 години професионален тренер. Корка, тврда, секогаш сум јадел како тренер. Дали Кипар, Алжир, Тунис, Вардар, тука со репрезентација. Можам да проценам кој е лепе помек, кој е лепе потврд. Ние и сега лесно е на некој да зборува, ама у фотоеја што седел, не може така. Генералите добиваат генералско место на терен, на бојното поле, а не у бункер. И затоа овие сите што сакаат да се здобијат со некоја афирмација, ама мислам дека таа афирмација да ни ги отере во ситуација да луѓето да мислат дали е нешто се борец со нив, со овие желби нивни. Желби да се докопаат до репрезентацијата и после што? Да ја направат бит пазар, да ги продаваат играчите, да се здобиваат со финанси средства. Не. Тоа не може да дозволи Македонија. Да се остават луѓето. Критиката мора да биде умесна, издржана критиката треба да биде. А не паушална. Море, дај да го смениме, па, шо ни е гајле, да. Ама и Чичко Дончо дал удел у таа репрезентација. И ја нема да се сложам. Реномето на репрезентацијата така да оди. Па ќе се сложат и други што работеле. Не можеш ти да девалвираш професионалци, да речеме, и да не речеме легенди според резултатите што си, да го девалвираш и да ја направиш репрезентацијата некое место кај што луѓето што имаат своји болни амбиции да си ги искажуваат. Тоа не може. Тоа не може. Мориньо сега да се викне, тешко, оти гледа многу ниски удари има тука. Колку ваквите разни иницијативи и неслуги и разни коментари и критики, основани и неосновани, влијаат врз атмосферата не само на играчите, туку и на трибините, и кај публиката. Не е греф ако кажам дека стадионите се полни само кога има некој голем гостин, големо фудбалско име. Одма да кажам. Колку е пак тоа значајно за фудбалерите? И како не е значајно? Па тоа е најзначајно за фудбалерите кога има народ, кога има гледачи на трибините. Ама тие сега што не се присутни таму, се дел од резултатите, ама дел се и од она кампања негативна што ја водат некои новинари и некои што сметаат дека сега е време. Дај да рушиме таму, па после кој ќе дојдеме. Ами, тие гледачи сакаат. Честните гледачи сакаат да има и резултати, ама сакаат да имат и честност во играта. А не ова се што се замешале овие спортска прогноза. И таа влијае многу. Не може некои невообичаени резултати заради некој од кладилница таму да навлезе во нечестни води таму и да ги крои резултатите. Тоа е исклучиво. За нив нема прошка. Во прашање Македонија, македонскиот гледач во прашање, нашиот фудбалер е во прашање. Оти фудбалерите со гледачите треба како целина да ги имаш. Или поточно, 11 души, да не се 11, туку да се 12 со публиката. 13 да се на терен. Јас знам по себе како фудбалер и како селектор, ја гледам како се кревала. И сега, повторно околу состојбите, ги офативме до публиката, но
зборев ми за Вардар, кој што гази нели кон лигата на шампионите, една нели голема желба за комплетната фудбалска публика, комплетната фудбалска јавност и спортска јавност во Македонија. Гледаме дека познатите клубови кои што се често во лигата на шампионите, па и они од регионот, од овдека, работат со младинските школи. Постојано вложуваат во подигнување на квалитетот на младинските школи. Го препознавате ли тоа овдека? Колку тука се работи? За тоа имам посебно мислење ја. Затоа и посебно вам ви го поставив ова прашање. Посебно мислење. Добро е да работат, но е прашање колку стручно се работи. Оти, ако земеш 200 деца, а излеза 2 деца, тоа е лошо работење на селекторот, на тренерот и тој што треба да го контролира. Ако имаш 40 деца, а излеза 4-5, тоа е веќе квалитетна, стручна работа. Не манипулирајте со бројот. Туку да се остручнат сите тренери, сите така наречени селектори, да ги тренираат децата, да ги водат децата, да ги воспитуваат децата, да ги контролираат децата, да ги тестираат децата. Тоа е една обврска голема. За да биде така, треба да се остручнат сите селектори. Нема по пријателство таму поставување тренери. Тоа е исклучно, ќе упропастиш генерација една или две. Затоа треба строго да се води сметка. Отчет, како ние селекторите. Мандатот е толку 3-4 години како е и ќе видиме процена на ситуација, како на почетокот се мислело, дали се одело по оноа што е проценето, и ако има отстапувања од оноа што е проценето од резултатите, не ме држите таму. Значи, нешто не е во ред со мене. Оти, јас сум тој што треба да ги водам тие деца. Ако ги спремам физички, ако тактички, ако ги спремам, теоретски, ако ги спремам, ако знам да ги водам, тоа значи ќе има подобри резултати. Меѓутоа, ако сум ја само тренер, тренерот не е достаточно. Не е тоа фрли топка, нека играат. Туку треба да се остручнат. И на денешно време фудбалерите треба да се тренираат стручно. Што значи стручно? Не може еден наш фудбалер да излезе на терен да не знае лева и десна нога. Тоа е исклучено. Каде е факторот на изненадување за време на надпревар? Па секојаш противникот ќе те чита, те гледа на десна нога се вртеш или на лева и ќе те чита. Се знае кај оди топката. А фактор изненадување ние немаме заради тоа што не сме стручно тренирани. И затоа многу топки, статистиката го зборува тоа, многу топки кога се грешат, се разбија се против тебе. Оти кога имам јас фудбал, да речеме, во нозе, моите фудбалери мора да се движат, ама не да се движат без ориентација, туку секој да знае на која позиција, во кој правец трча. Така да за да може онаа топка да оди на право место у прав час, а не да се греши таа. Ама ние сме били отворени, сме бегале од противник. Тоа е принципот. Меѓутоа, кога ќе изгубиш топката ти во средна линија, треба да ги бркаш противниците. Можеш да ги стигнеш, оти веќе они се во предност имаат фудбал, во нозе. А ти си се отворил, се отишол напред. Тие фактори изненадување, позитивниот е многу добар, ама изненадување на негативниот фактор е многу. И на тоа не се водало сметка. Оти Чичко Дончо ме гледате по телевизија, сум станал
зборувам, викам дури и на Вујадин Станојковиќ, еден од прекрасните деца, Чеде Јаневски или. Меѓутоа, по некои моменти се забораваат и ја ќе се дигнем, Вујо, ќе речам, каде? Тој знае дека нешто не е во ред. И кога Чичко Домчо ќе му помогне и селектор ќе му помогне со 2 збора. Често пати ја одев, ќе земам шише, не вообичајно, не масаро, туку ја шише со вода и ќе викнем некого од играчите. Ќе викнем, ќе испружи раце да ти турам вода и слушај што ти зборувам. Да му помогнам. Тоа е многу важно, да му помогнеш и да пренесеш некоја нова порака за која што треба да се исправи некаде нешто. Кај некој дали во дел од теренот, од нападот или од одбраната противникот, ако има некој поопасен играч, да му даеш појачање и на твојот, за да може да се справи со тој. Така да, ова што го реков ја, мора да биде присутно. Не давајте дипломи на некој што, кој ќе го тестирате, не помине на диплома. Јас бев у Англија, полагав за интернационален тренер. Па нам душа не извадија. 11 испита имавме таму, полагавме. 11. Техничко-тактички план, технички план, водење на надпрва, организирање на играчите, посебни вежби за бекови, посебни вежби за средни играчи, посебни за крилна позиција, посебни вежби за... Значи, а таму тоа образование го даат ако ги совладаш тие работи. Ако не, ќе ти речат довидување до година, пак правиме. Познавајќи ве, знаејќи ги вашите успеси и дома, и надвор, и моментно во Австралија, и како еве прв носител на оваа најголема почест која што самиот така ја определивте, ви е доделена спортски амбасадор на Република Македонија. Редно е да ве прашам и за корупцијските скандали кои што ја потресува УЕФА, ФИФА, гледаме големи апсења, колку ваш коментар? Како и секоја организација, УЕФА, индустрија, најјака. Јасно е дека и таа не е имун на корупција. Кои се тие луѓе што прават корупција? Тие што имаат многу пари. За богатите 20-30 милиона не е ништо. Те емиратили се, каде и да се Етихад или овие други земји. За да се оствара своји цели. На крајот на криштата, за да добијат една олимпијада, светско првенство. На тоа светско првенство се добија милиарда, а тој ако даде 20, 30, 50 милиона е ништо. И затоа овој потрес. Ама кој ќе почне да се одбива клопчето, се разбира... Се врати ли тој повторно спортскиот дух таму? Бидејќи мислам дека врати. спортскиот дух таму исто така е потресен од сето тоа. Ова е една силна опомена. Така. Значи се уклучени, FBI е уклучени, Скотланд Јард е. Сега, после сето ова што излезе, мислам дека ќе нема, така се вика по англиски, гац. Така. Ќе нема да се повтори ова, туку ќе се внимава. Така. И затоа требаше да излезе. На виделина требаше да излезе ова. Со УЕФА и ФИФА. Оти е еден пример. Емиратите, Дубај, добива светско првенство во... не е важно ти да му даеш убава фотелја или да му туриш убава трева на игралиште. Аме онија времето, ќе ги изложиш фудбалерите на една опасност. Може не во моментот, меѓутоа кој ќе се дојде следователно. И затоа треба и таму да се води сметка во кое време, обично јуни, јули, нели? Меѓутоа, каде да се игра тие? Не е малку цел месец трае.
Цел месец, последиците се тие. Всичко точно, ќе Аклиматизација. продолжите ли со активното работење? Вие сте сепак човек со големо искуство, со активното работење и презентирањето на македонскиот спорт во Австралија. И како второ прашање, колку фудбалот во Австралија, во Мелбурн, ги сврзува македонците, им дава еден само дел од заедништвото, да ги врзе, да се видат, да видат заедно на терен, да навиваат. Прашањето е многу убаво, многу обсежно. Нема поголема сила да ги соедини македонците во Австралија од фудбалот. Јас бев 88 и 89 на почетокот на годината Престон, Македонија беше последен. И кога отидов јас таму, беа одиграни 11 надпревари. И со макотрпна работа успеав наредната година да бидеме четврти. И во купот, и во првенство у Националната лига. Меѓутоа тогаш имаше 8 фудбалери не македонци. И нив не им беше гајле за афирмацијата на Македонија. Меѓутоа едната година останаа само тројца, другите беа македонци. Која е причината? Одма ќе кажам таа промена што ја направи. Македонецот можеш да го учиш и да го натераш да ти верува и да го натераш да го дава максимумот. И сепак малку петлето, македонското петле, сепак треба да пее. И јас секогаш, после 89 година, јас исто така викав, ајде јунаци македонски, ајде да биеме битка. Меѓутоа до тогаш многу се поминале низ Престон Македонија, многу поминале странски фудбалери. Така да таа стандардност не може да се сочува. И сега, веројатно ја успеав да ги обединам нашите и да доаѓа публика. Верувате, по 20-25 илјади доаѓа на надпревари. Тоа е еден од показателите дека ги обединуваме. Па текна таму тие од југот. Оделе по куќите таму кај што е стадионот, резерво се вика, да протестираат, оти коли имало многу надвор и нашето игралиште, и да не се играат надпревари таму. И ни принудија да играме во центарот на едно Олимпик парк, така се вика, кај што играме таму, ама кај што не е твој терен. Тие гледачите таму беа разводнити голем стадион. Така да веќе тешко можеше да се сочува оној ентузијазм да се бие битка, меѓутоа го сочувавме и народот доаѓаше до последен надпревар. Со радост имавме тие со грчиштата таму имаме проблеми, како и секаде. Меѓутоа ние успеавме да останеме на врвот, да ги победуваме тие и во купот. Работите ли уште таму? Ја не работам повеќе. Советодавно? Советодавно, јас сум им рекол на тие младите. Кога ќе ми речете, договорите се, викните ме, јас ќе ви кажам. И теоретски на табла и практично на терен. Секоја педа на теренот си има специфика. Крилните играчи си имаат своји посебни дриблинзи. Ако сакаме да речеме за економично играње на фудбал, да не трошиш енергија без потреба, да пресипуваш од празно у дупнато. Туку да се сочуваш енергијата и да дадеш таму кај што треба. И затоа на секој дел од теренот
Тоа специфично играње, ама баш секој ден, секоја педа, тоа не го знаат. Тоа треба да го... Тоа им кажувам на тие нашите така, не многу тренери, да научат, оти имав јас големи тренери. Илја Шпиц ми беше мене тренер, Джина Симоновски, Илја Шпиц, величина. Ти ми викаше, немој да играш у темно. У темно немој да играш. Виделина е таму. А што значи тоа? Да знаеш кај да се движиш, да знаеш топката која примаш у кој правец, да знаеш кој има зад тебе и да знаеш од прво кому да додаеш, значи видикот да ти е отворен. Така и Джина Симоновски. И сега, економично, ако трчаш, енергијата автоматски имаш до 90 минута, до 100 минута, до 120 минута. Ако трчаш, ние шо викаме, како мува без глава, јасно е, ќе се заврши. Умот тешко се умара, а снагата се умара многу лесно. Тоа е така. Чичко Дончо, ми беше чест и задоволство да разговарам со вас во ова студио, овдека разговорот може да тече и по новогодишните и божикните празници. Подолго време. Ама, Каде ќе дочекате новата година? Да откриеме? новата година ќе ја дочекам во Куала Лумпур, според През метките на авионските летови. Хајтинир, што се вика, во Куала Лумпур и после стигнувам таму. И многу ќе бидам заинтересиран ако се смират овие спасителиви. Господа чува. Ке се средат работите и во македонскиот фудбал, полека се доаѓа на своето место. Да очекам двигателот на македонскиот фудбал, да ми простат останатите клубови и работнички и шкенди. Вардар мора да го влече македонскиот фудбал. Оние услови што се створени не треба да бидат само за Вардар. Туку преку Вардар и другите клубови да имаат корист. Прашање на време кога тоа ќе се случи. Андон Дончевски, ви благодарам уште еднаш за гостувањето во телевизија Република. Вам ви посакувам во новата година да ги следите успесите на Вардар и секако и на македонската репрезентација во секој спорт. Тоа беше интервјуто со Андон Дончевски, неголемата фудбалска легенда на Република Македонија, првиот спортски амбасадор на Република Македонија. Се гледаме и следната година.